Добар ден, почитувани ученици. Ке зборуваме за минато несвршено време. Земете хартија и пишувајте. Минато несвршено време означува дејство што се одвивало во минатото, но за кое што не знаеме дали е завршено. Наспроти, минатото свршено време, кое што означува дејство кое што се одвивало во минатото, но е завршено. Пример: читав минато несвршено време, наспроти прочитав минато свршено време. Или удирав минато несвршено наместо удрив минато свршено. Господин председателе, како се гради минато несвршено време во латинскиот јазик? Дали може да ни кажете? Многу лесно. Пример, глаголот седел. Глагол од втора група, од втора конјугација со основа седе. На основата додаме формантот ба, што е знак за минато несвршено време, и личните наставки м за прво лице, с за второ лице, т за трето лице, му за прво лице множина, ти за второ лице, н за трето лице множина. А чекајте, мислите на презентската основа од глаголот? Па да. Впрочем, и сегашното време е несвршено. Нели, не може да биде сегашно, а да биде свршено. Поради тоа се прават од иста основа. И минатото несвршено време и сегашното време се прават од презентската основа. Gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He claimed he has a misery, but he having a lot of fun. Oh, baby. Yes, baby. Ooh, baby. They're having me some fun tonight. Yeah. Well, long tall Sally, she's the biggest piece you got. Everything that Uncle John need, oh, baby. Почитувани ученици, се надевам ке ни простите поради несаканите технички грешки. Но вашиот час ќе продолжи. Овој пат ќе ви помогнат познатиот Миленко и неговиот гостин Латас во неговото познато Midnight Show. Следете не. Добар ден, ученици. Точно како што не најави дечкото од вестите, во ова време ќе продолжиме со часот по латински јазик. Така ли, Латас? Се согласуваш? Па да, председателот кажа добро, добар пример зеде, кажа како се формира минато несвршено време, нели со формантот ба се формираше, и зеде пример од втора конјугација. Ние сега ќе земеме, предлагам да земеме по еден пример од сите други конјугации и така да им илустрираме на учениците подобро. Што мислиш, ред треба да одиме, Па, мислам дека треба со ред да одиме. Да. Па добро, ајде со ред да одиме. Тогаш има многу примери, знаеш, ама сепак треба, за да им објасниме подобро на ученициве, да одиме со ред, како што рече. Значи глаголот регно, прва конјугација, ајде, значи владеам. Регно, основата му е регна. Значи, на основата регна додаваме формантот ба и личните наставки, како што кажа председателот. Регнабам, регнабас, регнабат, регнабамус, регнабатис, регнабант. А да им дадеме на децава и превод на македонски? Не, јас мислам дека подобро е да одиме сега во едно друго време и едно друго место и таму ќе ни дадат примери од трета и четврта конјугација. Не се. Го слушнавме председателот, зеде пример од Втора конјугација. така. Глаголот седео, што значи седам. И Миленко и Латас, глаголот прва конјугација, глаголот регно, што значи владеа. Значи направија минато несвршено време. Председателот рече седебам, седеба, седебат, седебаму, седебати, седебант. Така? Леле, луѓе, што да правам, ништо не ме слуша ова дете. Слушам, како не? Слушам. Слушаш. Епа како ќе го преведеме тогаш седебам, седеба, седебат, седебаму, седебати, седебант? Знаеш ли, Ајде, кажи. Кажи ако знаеш. Знам, ама не кажувам. Знаеш, ама не кажуваш. Епа добро, тогаш ќе кажам јас. Преведуваме јас седев, ти седеше, тој седеше, ние седевме, вие седевте, тие седеа. Знам дека е така. Епа добро тогаш. Ајде да одиме со глагол од трета конјугација. Ќе го земеме глаголот дуко, што значи водам. Основата на глаголот дуко е дук. Така? Е така.
сега не додаваме како во прва и втора конјугација веднаш на основата формантот ба, туку помеѓу основата и формантот ба земаме и додаваме една самогласка е, еден тематски вокал е. Па имаме дук основа, е и формантот ба. И потоа наставките м за прво лице, с за второ лице, т за трето лице. Да, знам. Мус за прво лице множина, ти за второ лице множина. Така, и н т за трето лице множина. Па имаме како? Па имаме дукебам, дукебас, дукебат. Понатаму? Дукебамус, дукебатис, дукебант, така ли? И како преведуваме сега? Ајде кажи ми. Знаеш ли како преведуваме? Преведуваме водев, водеше, водеше, значи јас водев, ти водеше, тој водеше, односно ние водевме, вие водевте, тие водеа. И така ни остана сега уште четврта конјугација. Како се менуваат глаголите четврта? Исто како глаголите од трета конјугација знам. А, знаеш, епа добро тогаш. Почитувани ученици, повторно се извинуваме заради несаканите технички грешки. Како и да е, ги обработивме глаголите од прва конјугација, втора конјугација и трета конјугација. А за глаголите од четврта конјугација сега ќе ни помогне слугата на војникот Фалбаџија од Плаут. Да проследиме. Да, јас сум слугата на војникот Фалбаџија од истоимената комедија на Плаут. Се викам Палајстрио. И ќе ви помогнам околу глаголите од четврта конјугација. Да го земеме глаголот сентио, што значи чувствувам. Сентио, основата му е сенти. За да направиме минато несвршено време, на основата додаваме еден тематски вокал е и ни е потребен формантот ба, го додаваме на тематскиот вокал е, еве го формантот ба, еве го, значи, и е и ба ги додаваме на основата сенти. Па на нив ги додаваме наставките м, с, т, му, стис, н, т, о, немојте ви се молам, јавно не. Па имаме сентиебам, сентиебас, сентиебат, сентиебамус, сентиебати, сентиебант. Чувствував, чувствуваше ти, тој чувствуваше, ние чувствувавме, вие, ви се молам, ајде, заминете веќе еднаш, ајде. Срамота. Ние чувствувавме, вие чувствувавте, тие чувствуваа. We ran out of gas. Yeah, you know how it is with these E-cards.